Саботно издание на вестите на Канал Плюс. Добар ден, започнуваме веднаш по кратката најава. Внимавајте што работите денеска, кого пуштате дома и што изнесувате од вашите домови. Денес се слави Свети Игнатије Богоносец или Игнат Подигнат. Од јавното предпријатие Стипион најавуваат нови паркинг места и плаќање со SMS порака. Виница успешно го реализира проектот за примерна селекција на отпадот, во кој за почиста општина активно се вклучени и граѓаните. По синокешното бдение во црквата Света Петка во штипската населба Сењак, предпразнично посветено на Свети Игнатије Богоносец, православните христијани денес го одбележуваат денот посветен токму на овој светец. Според житието, Игнатије бил момче посветено на Бога и Исус Христос и поради тоа било измачувано до смрт. Свети Игнатије Богоносец е детето кое што Господ Исус Христос го зел во своите приградки и им рекол на оние што биле покрај него, на учениците и луѓето, дека додека настанете како овие деца, нема да го видите Царството Божие. Инаку тој е наречен Богоносец, бидејќи, како што самиот рекол, го носил Господ Исус Христос во своето срце и кога маченички пострадал од римските власти, двата лава што го растргнале, скоро целиот го изеде, останало само малку коски и неговото срце. Од денес започнува да расте денот колку за врв од игла и продолжува се до летниот период. Во штипскиот крај овој празник се нарекува и Игнат Подигнат. Тоа е од обичајот на овој ден на децата, на малите деца да им се тегнат ушите, со цел да тие растат континуирано и равномерно како што расте денот, а додека мајките, а пред се старите, нивните бабите ги заучувале малите девојчиња со некои така наречени женски работи, дејности, како што се плетењето, везењето и слично, за да нивната работа расте квалитетно и континуирано во текот на наредната година и понатаму во текот на животот. Според народните верувања, овој ден бил наречен Игнат Подигнат и се верува дека се што ќе се случува на овој ден ќе се повторува во текот на целата година, а годината ќе зависи и од тоа кој прв ќе влезе во домот. И затоа луѓето внимавале што работат, односно што ќе им се случува на овој ден. Затоа најчесто внимавале кој човек прв ќе им влезе во домот како гостин, внимавале да тоа биде здрав и млад човек, за да годината понатаму им биде среќна и береќитна. Посебно внимавајте денес да не изнесувате ништо од домот и да не позајмувате пари за да не се доведете во ситуација да позајмувате во текот на целата година. Денес имен ден слават оние кои се викаат Игно и Игор. Со примањето честитка испишана со желби за новата година започнуваше новогодишната еуфорија во секој дом. Секој секому му ги честиташе новогодишните и божикните празници со разни честитки. Но, така беше порано, а како е сега знаеме сите. Интернетот и напредната модерна технологија си го направија своето. Испраќате ли честитки за нова година како порано? Тоа да не заврши. Зошто? Мислам дека времето ќе го прави своето, не е веќе тоа така атрактивно да може да некому по телефон кој ќе му се јавиш помош, значи тоа што ќе му честиташ нова година, него отколку да му праќаш и да си изложуваш на трошкови. Мислам дека тоа е завршена работа. Не, честитките веќе одамна мина, сега поштите нема, некои гледам продаваат од трговски центар честитки, меѓутоа честитките со новата техника, со новото време, преку пораки, преку тоа се честита и можам да кажам дека и живеја го животот. Честитки за нова година како порано? Не. Зошто не?
Па сега има преко телефони, интернет и... Тоа беше, практиката беше пред 10-15 години. Сега многу слабо. Сега има интернет и тие работи, телефони има, со тие се највише. Сега честитки слаба. За тоа како беше порано, сведоци се по старите генерации, кои велат дека порано било многу поубаво за разлика од сега. Поубаво беше сигурно. Сепак, тоа време помина, а денес ги имаме социјалните мрежи и мобилните телефони, преку кои можеме на своите најблиски да им ја честитаме новата година и секако божикните празници. Ни престои престапна или висококосна година. Тоа значи дека оваа 2016 година ќе има 366 дена, односно месец февруари има 29 дена. На овој начин, со еден ден плюс на секој 4 години, се усогласуваат календарската со астрономската година. Исто така се избегнува и тоа, нова година да се падне во лето, а грозието да зрее во декември или јануари. Кај народот постојат неколку верувања поврзани со престапната година. Освен децата родени во високосна година, а особено на 29 февруари, ќе имаат многу среќа, се друго што се прави во оваа година, кратко ќе трае. Иако оваа година трае подолго, сепак работите кои што ќе се случат во оваа година траеле, мислеле луѓето дека ќе траат кратко. Затоа не почнувале никакви работи во текот на оваа година, не отпочнувале со градби на куќи, а пред се верувале дека склучувањето на брак во оваа престапна година би можело да биде тој брак недолготраен, односно дека ќе трае кратко, и затоа многу често избегнувале да склучуваат бракови во престапната година. Според некои народни верувања, ако се случило младоженците да не може да ја чекаат следната година, поради тоа што биле на печалба или пак предвреме очекувале принова, за да не ги бија малер на денот на свадбата, правеле одредени обичаи. За да ги избегнат несреќите кои евентуално би можеле да им се случат, меселе брашно со од претходната година, значи старо брашно, и од тоа брашно меселе леп или погача, која што потоа ја раздавале на роднините, пријателите, соседите. Сметале дека со тоа ќе ги избегнат евентуалните несреќи кои што би можеле да им се случат во таа година, затоа што склучувале брак во престапна година. Црквата смета дека тоа е суеверие и дека секоја година е благословена од Господ и може да се прават венчавки. Тие суеверија поврзани во однос со престапната година, дека во престапната година не требало да се венчаваат, да се крштеваат и слични некои работи, значи воопшто не држат вода и да е спротивно на учењето на православната црква. Така да сите оние кои што намераваат да стапат во брак или да крштеваат своите деца, можат да слободно и оваа година. Во повеќето западни земји постои обичај на 29 февруари дамите да можат да го запросат својот партнер. Јавното предпријатие Стипион успешно ја заврши годината што измина. Реализирани се на 90% од предвидените програмски активности. Во програмата за одржување на улици и патишта во 2016 година, која е во два дела, тековно и зимско одржување на улиците, предвидени се низа активности. Вообичаени активности, чистење на атмосферски канали, потоа крпање на ударни дупки и останати поправки на обложни подпорни зидови, поставување мрежи и слични други позиции кои што се вообичаени во сите изминати години. Таа програма изнесува околу 16 милиони и 900 илјади денари и исто така како еден дел од таа програма, вториот дел е зимско одржување на локални улици и патишта, кој што изнесува околу 3 милиони 100 илјади денари, односно толку се одобрени за 2016 година од страна на Советот на општина Штип.
Исто така, ова јавно предпријатие стопанисува со јавниот простор за паркирање во централното градско подрачје. Оваа година ќе има нови 80 паркинг места, а има изголемување во делот на расположливите финансиски средства, каде од буџетот се одобрени над 7 милиони денари за тековните активности, приходи и расходи. Јас повеќе ви рекол дека паркинзите треба да бидат една педагошка мерка, да се растерети паркирањето во централното градско подрачје. Мислам дека во тоа успеавме да се практично растерети централното градско подрачје. Се уште треба да работиме за тоа, на тоа. Поле секогаш има недокажани, недоречени работи и понатаму во 2016 ќе формираме тела, ќе формираме работилници за анализи на платените паркинзи и ќе настојуваме да се унапреди оваа служба, така да... Плаќање со СМС пораки е новината која јавното предпријатие Стипион ќе ја реализира наскоро. Виница важи за една од најчистите градови во земјава. Оваа општина е една од првите која започна со примерна селекција на отпадот. Ние склучивме договор со фирмата Екопак Хит од Кочани за собирање или селекција на ПЕТ амбалажата и на отпадната хартија. Тие од нивна страна имаа врска, што се заврши, се разбира, ни дадоа неколку контейнери и за хартија и за пластика, кои ги поставивме ние на неколку локации во градот Виница. Пред се во поголемите маркети ставивме контейнери за хартија, додека за пластика се уште ние во почетна фаза имаме само 3-4 контейнери поставено, пред се во стамените згради на улица Страшо Пинџур. И со тоа значително се намалува количината на отпад кој што завршува на градската депонија. За таа сметка што ни дадоа контейнери во согласно договорот, ние еднаш неделно во секој четврток ќе собираме хартијата од контейнерите и ја носиме во Кочани, ја предаваме. Додека исто така во институциите ни дадоа оние картонските кутии, во сите институции имаме поставено такви кутии, каде што се фрла хартијата и таа ја собираме и секој се носи во Кочани. Инаку би сакал да напомнам дека направивме еден потек кој што секако не сме први во Македонија, меѓутоа значително ги намали количините на отпад во депонијата. Екопак Хит фирмата од Кочани склучи договор со неколку неформални, да кажем, собирачи на отпад од ромската популација, кои што ние ги пуштаме на нашата депонија. Тие ја собираат пред се отпадната пластика, значи ПЕТ амбалажата, ја собираат и еднаш неделно или два пати во зависност од потребите, го пуштаме нашиот камион, оди на депонијата, се товар тој и се носи во Кочани. Така да пластиката која што завршува на депонијата е значително редуцирана. Многу ретко е сега да видиме на појава на депонијата да имаме огромни количини пластични шишиња. Инаку општината се приклучува и во проектот за регионална депонија во источнопланскиот регион, како што е предвидено согласно временскиот период до 2020 година се предвидува веќе да биде изградена оваа регионална депонија, додека пак локалните депонии кои се низ општините да бидат затворени и градовите да останат почисти. Примарната селекција на отпад во Виница ја поздравуваат и граѓаните, кои истовремено се и вклучени во истата. Ако во минатото можеше да се случи појава по улиците да имаме отпадоци различни од хартија или пластика, сега е многу ретко тоа да се случи. Значи, имаме обично отпадок, прашина, лисија, такви работи може да се случи, што нашите метачи го метат тој отпад, а додека таа појава која што беше во минатото со шишиња, со хартија по улиците веќе е надмината. Значи, како што кажав, свеста на граѓаните е подигната на едно повисоко ниво. Тие сакаат да живеат во почиста средина. А во рамки на јавното предпријатие ИСАР од Штип пред неколку месеци се отвори центар за селекција на пакување пластика. Последниот ден од 2015 година вработените во општинската администрација го поминаа во пријатна предновогодишна средба во ресторанот Аледар, кој традиционално секоја година ја организира градоначалникот Радко Димитровски. Тој на присутните им посака здравје и успех во наредната година, а исто така ги прогласи и недобриот работник и пожарникар за 2015 година. Раководителката на секторот за финансии Ирина Хаджиева е избрана за работник на годината. За мене ова е едно големо признание, бидејќи на крајот од мојот работен век сепак добив едно признание како од раководството, така и од целата општина, и во оваа прилика сакам да им се заблагодарам пред се на раководството за соработката што ја има во овие 18
години поминати во општината, исто така и на сите мои колеги во општината. Им посакувам многу здравје и повеќе успеси во наредните години. Најдобар пожарникар за 2015 година е Боге Јованов, кој како награда од градоначалникот Димитровски доби LCD телевизор. Благодарение на нашиот градоначалник за наградата и благодарение на моите колеги што бидеа да ми ја подарат нашиот најдобра пожарникар на град Кочани. Па имаме успеси, имаме разни видови на пожари и сообраќајки и спасување и разни работи сме откривале во Кочани. Сакам на колегите и на градоначалникот на град Кочани и го честитам новата година. Средбата на градоначалникот Димитровски со вработените беше уште една можност повеќе на крајот од годината, која истекува да се сумираат резултатите од работењето и да се договорат наредните обврски. Љубовта кон физиката ја гаи уште од 7 одделение на часовите по физика, а потоа доаѓаат и првите учества на домашни меѓународни надпревари. Сепак најголемата награда за младиот каменичанец Филип Митровски доаѓа во 2015 година кога ја представува Македонија на меѓународната олимпијада по физика која се одржа во Индија. Моите почетоци во надпреварите по физика беа уште во осмолетка, односно кога бе во 7 одделение започнав со интензивна секција по физика, посетував доста часови неделно, каде што се образував од предметите физика, но таму секако се учи малку поопширно од наставата во физика. Моите почетоци во надпреварите по физика ми ги дадоа мојот наставник по физика во осмолетката, исто така мојот ментор кој што ме спремаше дома во наставно, кој што ми даде многу големи знања, исто така презнање за да положам понатаму, исто така да стигнам до овде. Исто така во гимназија започнав да се исто така продолжив да работам физика и со мојата менторка професорката Виолета Алексовска успеавме да постигнеме неколку награди на надпреварите, од кој ова е најголемата награда за да представам Република Македонија на меѓународниот надпревар по физика во Индија, односно Олимпијадата во Индија, каде што јас сум член на тимот кој што е составен од 5 луѓе, јас сум петиот представник. Освен овој ученик кој што ја одбележа 2015 година со своето учество на меѓународниот надпревар по физика во Индија, меѓу чудата од деца може да се вброи и делчевчанецот Андреј Трајанов, кој како ученик во општинското основно училиште Ванчо Прке во текот на изминатите години беше редовно меѓу првите ученици на регионалните и државните надпревари по народна техника, а својот успех го продолжи и како средношколец. Најголем успех за овој ученик е освојувањето на првата награда на сајамот Технова Макинова. Неговиот изум 3D принтер повеќе од сигурно е дека ќе најде место на меѓународниот технолошки пазар. Многу нов модел на машини кои се користи во новиот свет на технологијата. Бара ли многу време, колку да вика? Па бара многу време, 2 месеци ми потребно да го направам. Овие ученици, освен што ја одбележаа 2015 година, најавија продолжување на своите успеси и во иднина. Кинескиот сеизмолошки центар соопшти дека земјотрес со интензитет од 6,4 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во градот Мудан-Чијанг во кинеската североисточна провинција Хелион-Чијанг. Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 580 километри во близина на границата со Русија. Според Геофизичкиот институт на Соединетите Американски држави, земјотресот бил со интензитет од 5,7 степени според Рихтер. Нема информации за евентуално повредени луѓе и причинета материјална штета. 4 борци и 2 војници загинаа во денешниот напад врз индиската воено-воздушна база во близина на границата со Пакистан, соопшти индиската армија.
Напаѓачите со украден полициски автомобил влегле во базата Пантхаконг во индиската сојузна држава Пенџаб и фрлеле гранати. Во нападот повредени се 5 индиски војници. Се претпоставува дека за нападот одговорна е групата Џаеш-е-Мохамед, формирана во Пакистан. Напаѓачите се обиделе да стигнат до техничкиот реон на базата за да ги уништат авионите и хеликоптерите, но не успеале. Се уште не е познато колку напаѓачи влегле во базата Патханкот, која се наоѓа на главниот пат што ги поврзува индиските држави Џаму и Кашмир, каде действуваат сепаратистички групи. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг-ун изјави дека е подготвен за војна ако ја испровоцираат странски сили, но не напомена дали во тој случај Пjongjang би можел да употреби нуклеарно оружје или ракета со долг домет. Ке продолжиме да работиме стрпливо на постигнување на мир на Корејскиот полуостров и на регионалната стабилност, но ако не чепнат агресивни сили и провокатори, нема да им простиме и ќе им одговориме немилосрдно со светата воена правда, изјавил Ким на состанок со воениот врв. Во декември Пjongjang тврдеше дека развил хидрогена бомба, кој би можел да ја користи заедно со нуклеарни боеви глави за одбрана на својот суверенитет. Изминатава ноќ беа одиграни 5 надпревари во американската НБА лига, на кои домаќините се покажаа како крајно негостопримливи, остварувајќи исто толку победи. Вашингтон беше подобар од Орландо со 103:91, Торонто го победи Шарлот со 104:94, Чикаго успеа да го надигра Њујорк со 108:81, Мајами триумфираше на Далас Маверикс со 106:82, додека доста интересно беше на дуелот помеѓу најлошите две екипи во лигата, на која сепак LA Lakers ја победи Филаделфија со 93:84. Езерџиите го добија овој надпревар и покрај тоа што не можеа да сметаат на Коби Брајант на овој дуел, а најефикасен и најрасположен кошаркар за игра на паркетот беше Лу Вилијамс, кој го заврши мечот со 24 поени за своето име. Во поразениот состав најдобар беше Џордан Кларксон, кој уфрли 19 поени, меѓутоа неговата солидна партија не го спречи 32-иот сезонски пораз за Филаделфија, која го држи приматот на најлоша екипа во лигата со само 3 остварени победи. Стивен Џерард, кој минатата година го напушти Ливерпул, се врати во клубот за да ги одработи подготовките со Јирген Клоп. Во разговор за Дели Телеграф најави крај на успешната кариера и почеток на тренерската. Не сум 100% сигурен, но мислам дека ова веројатно ќе биде мојата последна година во улога на играч, рече Џерард и додава: разговарав со Клоп, немав никаква понуда, но во клубот ми јавија дека се подготвени да се вратам. Јас од секогаш припаѓам на Ливерпул и практично веднаш сакам да почнам со работа за да стекнам повеќе искуство. Сакам да одам по клубови, да ги гледам менаџерите и да учам. Жалам што не бев заинтересиран за таа работа на 21 година. Сето тоа време изгубено во хотелите, гледав сопранови и канцеларија, а подобро да се школував и да учев за тренер. Сега ќе ми беше полесно, дополнува Џерард. Бидете со нас и во дневникот во 16:30, дотогаш останете со Канал Плюс и имајте пријатен ден.